Фатима Османовска, председател на Совет на општина Шуто Ризари. Почитувам премиере, ви честитам на сите постигнати успеси за овие 2 години и искрено ви посакувам многу здравје за следниве 2 години и успешно да ги истерате како што беа овие први 2. Имам едно прашање во однос на рамномерниот регионален развој, нели го имаме на планските региони, меѓутоа што се случува со рамномерниот развој внатре во планските региони? Шуто Ризари како дел од Скопскиот плански регион изостанува и тоа поприлично од останатите централни општини. И сакав да прашам што планира владата на овој план? Дали планирате некои нови законски решенија, измени на постоечките, дополнителна инекција финансиска од владата за да го достигнеме на основно ниво, да бидеме еднакви како останатите општини? Например, сега во моментов надвор Врне, 3000 домакинства во Шуто Ризари се веќе поплавени затоа што немаме атмосферска канализација. Имаме 2 најголеми основни училишта на ниво на Македонија со 2000 ученици кои што се уште имаат импровизирани услови внатре и немаме се уште детска градинка во текен или зградбата, меѓутоа и таа нема да ги постигне сите капацитети кои што се потребни. А во извештајот стои дека ромските деца имаат отежнат пристап до предучилишно образование. И второто ми е како еден коментар, како една сугестија до вас. Она прво што мислам дека треба да го направите е да видите каде се одливаат досегашните средства наменети за унапредување на состојбата на ромите, и државните и интернационалните. Изминативе 10 години моje лично мислење е дека голем дел од средствата наменети за унапредување на ромите отидоа во насока на креирање на политичка елита во ромскиот политички сектор и елита во ромскиот граѓански сектор. Многу малку осетија граѓаните. И мислам дека треба ова да се ревидира и да ги вклучите повеќе локалните самоуправи како директни партнери и на владата и на меѓународните организации кои што работат на ова прашање. Ви благодарам. Благодарам и јас. Мораме да се осврнеме на ранливите категории на граѓани. Ромската заедница не е ранлива и тоа на многу аспекти. Тука мораме многу што да направиме. Гледате како е поривот сега има моментот, или преку Фатима, или преку Зоран, или преку Ашмет, или преку сите што дискутираа денеска. Не е ова така бегло да го оставиме да помине. Тоа е наша обврска на сите. Мораме да го дигнеме квалитетот севкупен на ромската заедница во државата. Тоа не се наши честни граѓани, наши сограѓани, кои што барат фер шанса, барат еднаква возможност и на тоа мораме да работиме. Во културата, Зоран вика, и во буџетот да се зголеми плюс за да има повеќе за ромите. Верувајте, пари ќе најдем. Нема да оставиме да нема парите да бидат причина за нереализација на проекти на ромите. Тука никој не може да каже, слушајте, нема пари, заради тоа што тоа е проект кој што допира ромската заедница. Нема шанси да се случи. Го гледам колку е буџетот стабилен и ликвиден, креирајте проекти. Аплицирајте на проектите и во културата и во другите области. Ќе наоѓаме средства заради тоа што на тој начин ќе имаме уште поголема инклузивност на ромите. Пописот, знаете дека направивме голем исчекор. Ги направивме прекрашувањето, ромскиот јазик е внатре застапен, ромската заедница застапена. Мора да си го сочуваме тоа што го имаме и да го унапредиме. Многу земји, дури европски, го нема тоа како вредност кај нас. Комплетно максимализација на сите податоци мора да направиме. Тука се боревме дури према Евростат. Абе, ако немало пример, дајте ги, ние сме поинакви, ние сме различно општество, ни треба тие вредности, нека се вградат внатре и прифатија. И новиот попис, оваа година го имаме пред пописот, дури и ќе видиме во оваа експериментална фаза што фали, за конечно во 2020 година пописот кога ќе го спроведеме, да бидат сите елементи кои што се важни за нашата држава вградени внатре, да ги добиеме сите тие податоци. Правиме дебата за законите, ќе правиме уште повеќе дебата. Секоја дебата ни дала подобри закони. Но на крајот и тоа е гаранција дека имплементацијата на тие закони ќе биде уште поуспешна. Ако се вградат уште повеќе граѓаните во самите закони. Шилегов е проблемот за рамномерниот регионален развој во вашиот регион. Мора да биде градоначалникот и советот на градот Скопје посензитивни за помалку развиените региони во регионите. Или општини во регионите, да ги кажеме. Не е само во Скопскиот регион, така и во другите. Значи мора да и градоначалникот на Кочани, како што е сензитивен за ромската заедница во Кочани,
не знам, Струмичкиот градоначалник за турската, за ромската, кои што се послаби, така мора и Скопје да биде посензитивен. Ако сакаме да имаме равномерен развој и внатре во самите региони, јас ви стојам на ваша страна, на страна на поранливите, на послабите, на посиромашните, да можеме да го избалансираме тоа наше општество.